Добро утро уште еднаш од мене. Сега сме малце поместени, односно буквално на плоштадот Македонија во центарот на метрополата и се надевам дека можете да ја доловите сликата преку нашата камера на овие джиновски папучи по уметничката инсталација која што имавме пред неполна месец со двете дланки, со двете раце, насловена како држете дистанца. Ова е нова уметничка инсталација, повторно на истите уметници. Станува збор за папучи на кои што пишува "Седи дома" и ќе речам да, уметниците се оние кои што во ова време знаат убаво и да не насмеат, но и да ни испратат на толку автентичен и интересен начин порака за тоа како да се справиме со оваа ситуација со која што се соочуваме сите. До мене го имам Никола Писарев, археолог, историчар на уметности и еден од уметниците кој што е заслужен за ова дело. Добро утро. Добро утро. Најнапред, како си се чуваш, се пазиш, се видовме пред некое време, се промени ли нешто? Не се промени ништо, се навикнавме на ненормалното. Малку повеќе, маските станаа дел од нашите лица. Мислам дека сите научивме малку подобро и да се пазиме. Што се 2 метра, колку се 2 метра, кај да одиме, кога да ставаме маска, кога да вадиме маска и така натаму, така да практично се привикнуваме за да можеме да продолжиме да функционираме во некаква ненормална нормалност. Така, затоа сте вие тука и да не насмеете и да направите нешто интересно, силна порака преку овие джиновски папучи. Најнапред ќе те прашам, зошто баш папучи? Па, видите, ако пораката во овој период седете дома, ние одиме, во принцип, тој креативен активизам оди на база на асоцијации, која е најдобрата асоцијација на седење дома. Значи, најдобрата асоцијација да седете дома е да сте во папучи, пошто во папучи не излегувате надвор, не одите нигде, останувате во својот дом и токму за тоа ги направивме овие папучи. Од друга страна, е оној термин на папучарење на човек кој што е генерално послушен, а во оваа ситуација ни требаат луѓе кои што ги слушаат препораките и малку и сликовито и шеговито решивме да ги направиме овие папучи. Мислам, идејата тргна прво од тоа дека папучите се асоцијација за седење дома, а после излезе терминот папуча, затоа што папучите како порака проаѓаат на едно многу пошироко ниво, а папучар е скопски термин. Значи веќе во Тетово никој не ја знае таа приказна или надвор од границите на Македонија, така да затоа се одбрани папучите како символ на домот, како символ на седење и останување дома, символ на неизлегување подалеку од оној најтесен периметар на нашиот дом. Токму затоа се папучи. Ајде сега малце да позборуваме за колку време ги направивте овие папучи, со каков материјал се изработени и колкумина работевте. Морам да нагласам дека и за претходната инсталација и за оваа се работи одделно, значи нема допирни точки помеѓу двајца уметници. Тоа да го нагласиме дека внимавате на тоа. Колкумина работеа, со што се е изработено и колку време ви требаше? Па ни треба неколку дена. Знаете што порано се правило за 2 дена, сега се прави за 3-4-5 дена, затоа што за една недела. Затоа што прво не контактираме, работиме секвенцијално. Второ, одите, купувате, перете, преперувате, дезинфицирате и така дале. Така да, заради тоа, неколку дена правивме, двајца колеги ја правевме оваа работа. Материјалите се обични, има тука и стари материјали, нови материјали, комбинации, мислам, ќебе обично, сунгери, стиропор, алуминиумски шипчиња, плочки желевца, некои за да се добијат овие млачни форми, така да малку принт, се заедно неколку дена работа без преклопување. Сега поминав намерно од претходната инсталација, видов дека се бутнати, значи и тогаш имаше една ситуација на немил настан кога ви ја уништија таа инсталација. Како реагираат сега на оваа инсталација, како реагираат луѓето, значи дали сваќаат дека навистина ова се украси на градот? Вака. Значи добро, тогаш не беше уништена, беше бутната, нешто такво падната, ја дигнавме, ја исправивме. Односно беше еден носач малку оштетен, да не е нешто страшно. Сега ние пошто полека го претвараме во наша галерија, имаме таму една инсталација овде. Не, луѓето супер ги прифаќаат затоа што овие се веќе недела дена, таму е месец дена. Луѓето си играат. Меѓутоа си играат и комуналните редари и читачите, они точно не знаат како треба. Ендак ќе помене некој од нас ги местиме, потоа ќе помене дете, ќе помене човек, некој ќе се заигра, ќе ги размести и во тој контекст. Инаку не е уништена една онде
стои, таблите стојат и пораките стојат, само што се разместени. Пред завчера јас ги наместив како треба, потоа се разместуваат. Мислам сепак чиста од друга страна и ние не очекувавме дека толку долго ќе стојат наши инсталации, некои траеле долго, стварно. Меѓутоа ова не очекувавме, така да направени се во материјал да малку посилен ветер барем рацете може да ги поместат. Тие се големи плоштини ги помера ветерот, али ги местиме луѓе што се тука редари исто така знаат да ги поднаместат како што треба, па пучеве ги гледаме исто тука си спијат мачиња, кучиња внатре, што е многу добро. Ги видовме тие слики доста деноиве, така да е целата приказна да ги сакаат луѓето, мислам дека ги сакаат овие работи, ги правиме и низ други градови. Да, тоа сакам да прашам, ги сакаат во Скопје и јас имам забележано често пати кога поминувам од тука дека се фотографираат луѓето. Па што е со другите градови? Дали има во други градови, дали планирате низ цела Македонија можеби да се постават вакви инсталации? Видете, ние сме мала група и не можеме толкава продукција да постигнеме. Сепак јадрото на групата е во Скопје. Имаме колеги во Штип, Битола и Тетово кои што работат, таму имаше акции исто така, во Штип имаше суперхероите кои што поменува. Секој град има своја специфика. Во Битолово имаме жолтото фичо денеска со порака, оставете простор меѓу вас колку да помине фичото. Во Тетово исто така имавме текстуални пораки пред банки, пред пошти, пред такви места кај што се собираат луѓе, така да ние приказната на еден друг начин истото она што сите и вие као медиуми и Министерство за здравство, државните организации, UNDP, не знам, Светска здравствена организација, сите ја кажуваме истата приказна, меѓутоа сите ја раскажуваме на свој начин. Некој ја кажува преку игран филм, некој преку цртан филм, некој преку на овој или на оној начин. Практично на тој начин гледаме да ги склопуваме коцките од тој голем мозаик за да се вратиме во нормалата. Оти многу е за нас е многу битно да мислам и како луѓе, и како колектив, и како група да што побрзо се вратиме и градот, и државата, и светот се врати во некоја нормала за да можеме да функционираме нормално, што ова е ванредна состојба која што у принцип ни смета. Ние на овој начин реагираме и на еден крик практично изразуваме на дека треба да се сменат работи, меѓутоа дека светот мора да се врати што побрзо, да најдеме начин да го вратиме во нормала, а тоа да го направиме на начин на кој што секој од нас најдобро го знае. Ние не можеме да измислиме вакцина, можеме да поддржуваме и да правиме, меѓутоа на овој начин можеме да се бориме за да помогнеме на луѓето. Така, и факта дека и културата не е занемарена, и културата и уметноста е допрана од целава ова ситуација, за жал сите ја чувствуваме. Само за крај уште би сакала да те прашам дали нешто се подготвува ново, дали некоја инсталација се подготвува во моментов, да најавиме ексклузивно? Се подготвува, значи работиме нон-стоп, гледаме на 10-15 дена да имаме нова работа. Денес како имаме ово Битола, пред некој ден го имавме тоа во Штип, пред тоа ги имавме папучите, меѓутоа спремаме повторно нешто за во Скопје, тоа би било за 7-8 дена од сега. Не можам точно да ви кажам, затоа што сме уште мислам не сме на почеток, сме на некоја средина, ама овој пат е малку покомплексно, малку покомплицирано, ќе бидете во тек, така да ќе видите кој ќе биде при крај или кој ќе биде готово. За сега не можам да ви кажам точно, затоа што уште е во процес сето тоа. Супер, се надевам, се гледаме повторно. Во другите градови, некаде веднаш после 1 мај има една многу интересна акција од овој тип. За сега не можам да ви кажам каде и кога, меѓутоа ќе има надвор од Скопје исто така уште една многу интересна акција, најверојатно веднаш после 1 мај. Никола, благодарам за отстапено време, простор, благодарам што одвои време и што дојде утринава, ти посакувам добро здравје, чувај се, пази се и ете се гледаме за недела дена. Благодарам јас, убав ден на вашите гледачи, се пазиме, се чуваме и тоа. Благодарам уште еднаш. Така е, да се гледаме за недела дена како што најави со пред новата уметничка инсталација која што ја подготвуваат, и да за крај јас ќе речам колеги, секој на свој начин дава придонес во ова време невреме, а уметниците умеат на еден интересен, креативен начин да не освестат сите. Па доколку почитувани не сте ги посетиле овие папучи, поминете на плоштадот и да ги видите одблизу како изгледаат. Колеги, одовде се одјавувам доколку немате некоја прашање.